Почитувани го следите најновото издание на емисијата Кирилица. Во ово издание на Кирилица ќе разговарам со Ѓорги Лазаревски, истакнат педагог од Битола, кој што во своето долгогодишно работно искуство, но и во годините од пензионерските денови има објавено многубројни монографски материјали, а повод за овој разговор е неговото најново дело, романот Коста Моштеницот. Следете не. Ѓорги Лазаревски е роден 1939 година во село Бач, Битолско. Основно образование заврши во родното село, учителска школа и нижо музичко училиште, одсек кларинет и педагошка академија во Битола. Дипломира на филозофскиот факултет во Скопје. Целиот работен век Ѓорги Лазаревски го мина во подигање генерации и тоа на разни места. Работеше како учител во основното училиште во село Бач, во основното училиште Колеканински во Битола, како педагог во основното училиште Гоце Делчев во периодот од 1987 до 1995 година. Беше наставник за дополнителна настава по македонски јазик и култура во Сојузна република Германија. Од септември 1995 година до октомври 2002 година беше на работното место педагог во основното училиште Стив Наумов во Битола, а потоа замина во пензија. Член е на Македонското научно друштво во Битола. Со својата неуморна научно-истражувачка и педагошка дејност има добиено бројни награди и признанија. Лазаревски е ценет научен истражувач и публицист кој објави бројни монографски трудови за историјата, етнографијата и фолклорот на битолскиот регион. Професијата педагог ја вршеше совесно и кај учениците остави впечаток за достоинствен, вреден и трудолюбив кој умееше на своевиден начин да воспитува и образува млади генерации. Господине Лазаревски, неодамна ја промовиравте својата најнова книга Коста Моштеницот, насловена. Нешто поинакво од досега што работевте како пишување. Бевте посветени и се уште сте посветени на монографските документирани материјали, но овој пат се појавувате со нешто поинакво, тоа е роман. На самата промоција истакнавте дека се работи за роман со автобиографски елементи. Нешто повеќе? Точно е дека прв пат сега се јавувам во уметничката литература со овој автобиографски роман. Инаку јавноста ме познава доста во научно-истражувачката работа и оставив до сега доста бројни трудови од областта на монографиите, од културната историја на нашите населби, така натаму. Свесен бев дека овој труд е голем предизвик за мене. Меѓутоа, долгото животно работно искуство и во науката и во пишувањето остави кај мене некои длабоки траги кои не можев тие содржини да ги вклопам во постојните трудови што ги работам. Јас бев свесен дека во Битола, па и пошироко во Македонија имаме вредни бројни писатели, почнувајќи од Владо Костов, познато име во литературата, пак Радован Цветковски, еве го тука и Добре Тодоровски и низа други, да не ги набројувам нивните имиња, да не сгрешам некој, да не пропуштам случајно. Вредни писатели од старата генерација, кои зад себе оставиле бројни трудови, а имаме исто така и понова генерација млади писатели, кои со своите вредни трудови исто така оставаат свој белег. Меѓу тие вредни млади писатели е и мојот денешен соговорник во оваа емисија, кои се вредни и врвни мајстори на перото. Јас бев свесен дека влегувам во една нова област, меѓутоа, велам, некои настани што се случувале во минатото, морав да ги забележам. И чувствував дека ќе биде многу штета ако тие ги пропуштам, ако не ги одбележам, а единствено можно место да ги соберам беше на овој начин да ги представам во овој автобиографски роман Коста Моштеницот. Романот Коста Моштеницот е сместен околу 250 страници. На крајот е сместена вашата биографија. Пишува Ѓорги Лазаревски е роден 1939 година во селото Бач, Битолско.
Од таму на тоа место, ќе се навратиме малку низ годините назад, се сместени многу историски моменти кои што се важни за македонскиот народ, за македонската историја воопшто, затоа што иако сега со новата децентрализација, може би селото Баче е подзаборавено, многу од тамошните мештани се иселиле во низ градовите надвор од Република Македонија, но сепак останува таа видна аристократија да виси во воздухот, по наше кажано. Кој е селото Бач, која е вашата историја поврзана? Селото Бач, во кое се родив, заедно со другите села Гермијан, Живојно и Сович, и уште 30 села во егејскиот дел на Македонија од Леринско и Костурско се наречени моштенски села. И затоа и романот го носи насловот Коста Моштенецот. Тие се моштенски села. Моштените по својата носија и традиции и другите обележја битно се разликуваат од мариовците и заради тие големи разлики што постоеле поготово во носијата немало склопување на бракови помеѓу мариовците и моштенците. Односно мажење, женење немало помеѓу Бач и Брод, иако се две села соседни едно до друго скоро на нецели 2 километри оддалеченост. Меѓутоа во историското минато многу траги останале длабоки кои денес се чувствуваат, за кои сметав дека треба да бидат забележани и одбележани да не бидат заборавени. Кога го спомнуваме селото Бач, за него има напишана монографија во која поопштено сум објаснил многу работи, но во оваа прилика ќе споменам само тоа. Во предилинденскиот и поилинденскиот период странските пропаганди биле многу силни, изразито силни во тие села, да ги наречам моштенски, што ги викаме. Толку биле силни што покрај грчката се засилила и бугарската, потоа дошла и српската пропаганда, што притиснати жителите на тие села од странските пропаганди, барајќи начин како да ја спасат живата глава, се декларирале како мештани. Изборот моштени доаѓа од мештани, тукашни, затоа што биле свесни, ако кажи дека е македонец, главата секако ќе му ја сечат. Ако кажи дека е за патриаршијата или гркоман, исто му се фаќа. Ако е кон страната на екзархијата, истото го чека. И затоа велам, сакајќи да спасат жива глава, единствен правилен израз му било да се декларираат како моштени, односно мештани од ова место. А соговорникот нека открие и сега тој самиот нека пресуди дали ова е кон страната на бугарската црква, кон страната на грчката или српската и другите. Влијанието било толку големо, ќе го спомнам пак селото Бач, немаше да го заборавам тоа. Во поилинденскиот период броело некаде околу 60 на куќи. Од тие 60 на куќи покрај тоа што имале изградено патриаршиска црква, морале да се поделат и изградиле екзархиска црква. Замислете од 60 семејства да направат две цркви на растојание од 100 до 200 метра, толку беа оддалечени едната црква од другата. И што се случувало? Родени браќа се делеле, едните станувале грци, другите бугари. И колкави трауми тоа предизвикало во нивните семејства, дури морало и кога се склучуваат бракови да се води сметка кој од која партија е, кој од која религија или кој на која заедница припаѓа. Меѓутоа, простете, за време на Првата светска војна, војните единици бугарски и германски биле стационирани на потегот од селото Букри према Брод. И со топовски гранати срушена патриаршиската црква во селото Бач. Една граната погрешка залутала во екзархиската црква и тоа е само мала штета направена, таа е коригирана. Меѓутоа, напоредно со патриаршиската црква во Бач, така е урната до темел патриаршиската црква во Букри и селото Букри целосно е сравнето. Сравнето е и селото Грдилово
и црквата и селото, и тие села повеќе не се обновија после Првата светска војна, така е урната и патриаршиската црква во селото Брод. Меѓутоа, пошто Брождани немаја две, тие останале со една, не се поделиле толку многу, тие по Првата светска војна таа црква ја обновија, а моите бачани, пошто имаја две цркви, едната им беше секако доволна, така да по балканските војни, односно по Првата светска војна, тие веќе се служија со едната црква, а другата не ја обновија, односно таа остана во рушевини и дури некаде во 58 година до темел е срушена и на тоа место е изградено современото училиште во село Бач. Така да тие трауми кај населението и тие поделби сметам дека се многу битни да бидат одбележани и сите последици кои се влечеле со сето тоа оставиле такви траги во душата на тие жители од тој крај. Да се навратиме на романот и на вашето детство. Што е оно што го одбележа, со оглед ако се земи во предвид 1939 година, сте родени пред Втората светска војна. Да. Нешто што го порази човештвото. Нешто чии последици се чувствуваат и до ден денеска многу генерации ги чувствуваат тие последици. Точно е тоа. Се роди во Кралска Југославија, така се викаше државата, 39 година. Кумата ме крстила Гоце, јас сум така крстен, Гоце, и ако одите во село Бач, сите ќе ви речат учител од Гоце. Зашто кумата така ме крстила, моите така ме знаат. Тие не знаеле што запиша попот, ниту па ги интересирало. Меѓутоа, пошто власта била српска, попот запишал во презимето со Ич, а овој не може да биде Гоце, овој ќе биде Ѓорѓе. Така, по службен пат, по ослободувањето, од Ѓорѓе е преведено во Ѓорги и така до денес го зачува името Ѓорги, а па во графата за вероисповест попот запишал православен србин. Дословно така стои. Тоа нешто јас не го знаев, тоа го разбрав дури во моментот кога требаше да склучам брак со сопругата Ленче. Тогаш матичерот беше должен да ја извади оригиналната матична книга што ја запиша попот, кој ме крстил, и да бидам искрен, дори тогаш сопругата стана чудена видена и јас и ме праша, чекај, кој си ти вели сега? Од каде ова вакво нешто, друго презиме, друго име, па дури верата, вероисповеста православен србин. Но сето тоа со текот на времето, после беше надминато, се разбравме, мислам, али тие работи требаше да ги откријам дури покасно, кога веќе требаше да склучам брак во социјалистичка Југославија, односно во социјалистичка Република Македонија. Затоа било многу траги такви останале, многу такви последици се провлекле и чувствував потреба тие настани да бидат забележани во овој автобиографски роман. Вашето образование се одвива во родното село, продолжува тука. За еден ден да станете еден од најпознатите педагози, еден од најангажираните педагози во Битолскиот регион. Со таа можност да остварите и да присуствувате во Сојузна Република Германија, каде што имавте можност да го кажете сето тоа што сте го научили на македонски јазик, да го споделите со германците. Малку повеќе за тој период од вашето образование, како се случуваше, како се... Точно е, основното образование го завршив во село Бач, но тие години беа карактеристични, доста тешки и доста сиромашни години. Според тогашната законска регулатива, мораше во паралелката да има 21 ученик, за да може да има паралелка. Ако беа 20, паралелката не можеше да биде формирана. Од тие причини, кога завршив четврто оделение, не можев да продолжам пето, зашто во Бач немаше осмолетка. А пари немав за да одам во Бистрица или Велушина, мислам. Требаше нешто да се плати за интернатот и така. Тие трошоци тогаш беа невозможни и недозволени за тие услови. Потоа, кога се отвори осмолетка наредната година веќе, продолжи во петто оделение,
До 7 оделение така стигнав. Меѓутоа, строги беа критериумите за оценување, во 8 оделение немаше можности да се формира паралелка, затоа што немаше 21 ученик. Така паузирав уште 2 години цели други, и една од четврто за петто, се сторија 3 години паузирање, додека завршам 8 оделение. По завршувањето на 8 оделение, тука веќе во тој период се случија, што велиме, доста настани во селото Бач, се забележани во романот. Во тие сиромашни години имаме масовно пребегнување на луѓето преку границата, одење во Грција, затоа што легално не беше дозволено преминувањето. Власта на некој начин сакаше да го казни тоа, па се случи така еден наш бачанец Лазо Лековски беше убиен од полицијата со цел да го застраши мирното население да не бега на диво преку граница. Измислија секакви приказни. Тука малку ќе го одвлечем вниманието од образованието, ќе се наврата малку на животот во село Бач. И нормално власта си кажа своја верзија, како Лазо Лековски бил голем организатор на групите бегалци и ова, она, што ти знам. И полицијата со силни полициски сили трчале по него, како го бркале, па на некое големо растојание го убиле и мртвото тело другиот ден беше донесено пред општинската зграда во село Бач. Тогаш Бач беше општински центар. Меѓутоа селото Бач уште беше жив комитата Илош Корде, кој си зеде за право да го види мртвото тело на убиениот Лазо. Само што ја виде раната и гласно прокоментира: Лазо е убиен од 2-3 метра растојание. Тој како комита видел многу прострелни рани, видел многу ранети и убиени и на него не му требаше вештачење за да ја процени раната од која далечина е убиен човекот. Меѓутоа, кој во тоа време можеше нешто за тоа јавно да го каже или да се спротивстави на власта? Сепак, власта си имаше своји мерила и своји критериуми на однесување и така. Тој периодот кога и ние како учители, по завршување учителската школа, таму се вработив во Бач, таму останав подолги години, се боревме со неписменоста на населението, се трудевме да ги описмениме покрај младите и возрастните. Работев како учител и во вечерни паралелки за образование на возрастните и морам да кажам дека тука имавме и одредени потешкоти. Во селото имавме личности кои важеа за големи, дали од областта на политиката и така натаму, од политичкиот живот, а ваму пред нас требаше да полагаат испити за 5-то оделение, за 6-то. Пред нас се видоа многу мали, а важеа за големи. Сето тоа си имаше свој одраз и влијание на целокупниот живот и работа. Меѓутоа, тие впечатоци од животот и работата како учител во село Бач останаа впечатливи и ги запишав во овој роман. Многу години сите во тој период сите бевме млади, не женети, не мажени. А каде што е младоста, таму е и весело, таму се и најпријатните спомени, и најпријатните доживувања. Меѓутоа, да речем, за неколку години веќе сите си оженивме, сите се омаживме. Си народија многу деца и така. Тоа беа години кога во училиштето во село Бач вриеше од живот, кога во секое селото Бач имаше по 200 ученици и Живојно исто така. Тогаш во Живојно имавме 4 учители со 4 чисти паралелки по 26 ученици. Само селата Бач, Живојно, Гевен и Сојчи имаја над 500 ученици. А сега цела Новачка општина има околу 170 или 200 ученици. Мислам, колка бе таа разлика во тие параметри кога го споредуваме минатото и сегашноста. Но како и да било, ентузијазмот на учителите не натера со сиот труд да вложиме усилби и се што е можно да направиме едно современо училиште во Бач и навистина тоа го сторивме. Училиштето во село Бач ваеше како центар за современа настава. Најсовремените наставни средства што ги имаше во тогашна Југославија, таму беа донесени. Немаше техника што постоеше во тоа време во Југославија да не е донесена во училиштето во Бач. Од тогаш можните респондерски системи, графоскопи, диапроектори со илјадници диапозитиви за осовременување на наставата
Потоа имавме доста филмови од областа на културно-просветниот и наставен филм, што ги позајмувавме од Заводот за наставен филм од Скопје. Сите тие беа, велам, ценето богатство и оставија трајно богатство и искуство во нашата работа, а тоа искуство после го применивме во училиштето, каде што заминавме на работа. Во меѓувреме, додека работев во училиштето во село Бач, завршив со вонредно студирање и педагошка академија, потоа завршив и филозофски факултет и така станав педагог и потоа се вработив како педагог во училиштето Гоце Делчев во Битола. После вработувањето во основното училиште Гоце Делчев во Битола, имате пристој и во Германија. Како се случи сето тоа? Ќе се задржам во почетокот најнапред во училиштето Гоце Делчев како педагог. Таму отидов со едно големо работно искуство позади себе, а и наставно, и практично, и секако. Морам да кажам дека училиштето Гоце Делчев важеше за едно реномирано училиште, во кое наставниот кадар беше навистина квалитетен. Меѓутоа, наставата се изведуваше на 4 наставни јазици, на македонски, српско-хрватски, албански и турски. За да се средат тие односи во колективот, да се воспостават тие комуникации и сето тоа да функционира нормално, навистина требаше голема умешност и знаење и од наставниот кадар, но и од раководните структури на училиштето, во кои бев и јас. Сите бевме ангажирани на тоа да градиме заеднички соживот помеѓу македонците, албанците, турците и паралелките на српски јазик кои беа. Тоа беше едно вистинско заедничко живење. Сите веселби, сите прослави што ги организиравме заедно. Во канцелариите седевме заедно одевме на екскурзија, полуматурските вечери со учениците заедно ги прославувавме и никогаш и никаде не се поделивме. Тоа заедништво остави, тоа пријателство остави трајни, што велиме, пријателски врски кај сите нас, вработените, и тоа го почитувавме како свето нешто. И никогаш во училиштето не ни се случи тепачка помеѓу учениците на национална основа. Не. Многу водевме сметка да бидат заедно, на славата да си биде секој на својот мајчин јазик, али заедно да работиме, сите веселби, кога имаше потреба, заедно се веселевме. А имало и тажни моменти кога сите заедно тагувавме. Заедно го делевме и доброто, и лошото. Си земам за право да кажам дека тоа беше навистина едно вистинско живење и едно вистинско почитување на едни со други. Пред известно време го слушав на телевизија министерот за образование, кој го прокоментира гласно проектот за интегрирано образование, како има одредени потешкоти или не ги дал очекуваните резултати, па се предлага некој друг проект, веројатно со надежда дека ќе даде тој подобри резултати. Не навлегувам во да ги оценувам тие проекти, бидејќи еве веќе сум 3-14 години надвор од образованието и не сум во тек со актуелните случувања. Меѓутоа си земам за право да кажам од моето искуство од работата во училиште во Гоце Делчев, додека се заедно наставниците, учениците никогаш нема да ви се поделат. Заедно ќе бидат и македонците, и албанците, и сите. А нема да се поделат ниту родителите. А ако ви се поделени наставниците, какви сакате проекти правете вие, дали ќе ги нарекувате интегрирано образование или некој друг назив ќе му најдете, какви сакате програми правете, ако се поделени наставниците, поделени ќе бидат и учениците, и родителите. Додека се наставниците заедно ќе бидат и учениците, и родителите. И тоа е, мислам, таа мојата порака, тоа искуство во Гоце Делчев. Инаку се почитувавме доста, едни со други. Доста работи остваривме, многу нешта таму напишав и за училиштето, и изработив и монографијата до училиштето Гоце Делчев, а потоа заминав на работа во Сојузна Република Германија како
учител за дополнителна настава на нашите деца на македонски јазик во градот Штутгарт и околните градови. Ќе продолжам веќе понатаму, тоа е една друга приказна од мојот живот, во која навистина се дадов целиот себе си со целото свое знаење и умење, затоа што бев представник на нашата држава и тамо кај германците бев представен како учителот од Македонија. Тамо личниот идентитет се губи, добивате службен идентитет, а тоа е многу тешка и одговорна работа. Што и да направите, ако е добро, ќе го ценат дека е тоа од учителот од Македонија, а ако е лошо, тоа го направил учителот од Македонија. Меѓутоа, морам да признаам она што посебно ми тежеше, одовде поидов воспитан во тој социјалистички дух, да речам, се она што е добро наше и тука вреди во Југославија социјалистичко, а бевме воспитани да ги мразиме германците како фашисти, како недобри луѓе и така натаму. Морав да го констатирам сосема спротивното. Навистина бев примен кај тие луѓе многу топло, многу искрено, со сите услови за работа, али со својот труд, со својата чест и достоинство, се трудев да го оправдам името наше на Македонија, името мое, јазикот, културата што ја носам. Заедно работиме во канцеларија со германците, во наставничката се среќававме. По училниците, нормално секој си има настава на својот јазик по својот предмет, али во сето слободно време бевме заедно со германците. Тоа беа години кога Југославија се распаѓаше и кога моравме македонскиот јазик и име и достоинство да го браниме со сите средства, со сите сили. Моравме на колегите германци да му кажеме дека и ние имаме наша литература, современа наша поезија. Најзгодно ни беше да го презентираме Струшкиот фестивал на поезијата, преку кого се представени бројни лица, бројни поети од целиот свет, меѓу кои и поетот од Германија Ханс Магнус Enzensberger и многу други поети од светската литература. Посебно тука ми помогнаа песните на Кочо Рацин, кои покрај препевод на други јазици се препеани и на германски јазик. И морам да кажам дека германците посебно ги бендисаа тие песни. И си зедовме за право со мојот колега Јоше Спасевски, тој е од Кичево, младо момче. Бевме добар тандем, вредни соработници и така останавме до крајот на своето работно место. Организиравме поетски средби. Со цел на тие поетски средби да поканиме и германски поети, али да ја представиме и нашата литература. Така да сите песни што ги представувавме на македонски, но и на германски јазик. И германските поети беа представени на македонски и на германски јазик. Така од Битола тука има повеќе пати учествувано на тие поетски средби. Поетот Панде Манойлов од Македонија има присуствувано. Видое Подгорец покојниот, не Ристо Јаче, Светлана Христова Јоцич, Разме Кумбаровски, Мирче Клечкаровски и многу други поети од Македонија за тој период од 8 години. Што тоа што едниот ден поетскиот дел го одржувавме во градот Зинделфинџе, а наредниот ден поетската средба продолжуваше пред споменикот на Свети Методи во Елвањен. Тоа е посебна приказна, тоа е посебна убавина. Кога Свети Методија во 870 година бил затворен по пресуда на Бискупскиот суд од Регенсбург, бил задржан во затвор во Елвањен, но тоа време поминало. Потоа германците ја сватиле својата грешка. Тој споменик е обновен, местото на се вика Методиев плоштад, на споменикот е поставена спомен плоча од германците дека овдека е задржан словенскиот апостол Свети Методија. Потоа градот Елвањен го прогласил за светец заштитник, како што е на Битола Нектарија Битолски, тие го имаат словенскиот апостол Свети Методија. Тоа е едно. Во нивната литература и историја, ако дзирнете, ќе видите колку убави мисли, колку убави работи се кажани за нашиот Свети
апостол Свети Методија. А пак, мојот колега Јоше Спасевски, долги години тамо држевме училиште на македонски јазик во Елванџен. Како што јас држев во другите градови, во Елванџен, во градот, кај што е Свети Методија, споменикот негов, таму имаме наше училиште на македонски јазик. Но тие беа убави моменти. Морам да кажам дека бројните контакти и со колегите германци ми оставија доста силен впечаток. Тама ја напишав и монографијата, представете, за Гоце Делчев. Ја напишав книгата Звездени патеки и македонците, книгата за македонците во Германија. Сите тие книги внатре се проткаени со бројни содржини на македонски и германски јазик, за да можат да најдат место кај германската публика. На германски јазик лекторската работа ја вршеа колегите германци. Тие ми помагаја. Мислам, по службена длъжност директорот задолжи човек да му помагаме на учителот македонец, за да може текстовите да ги лекторира на германски јазик. Ути тој на германски јазик нормално не може тоа да го стори. Не може. Ниту пак може тоа што го направат моите ученици. Ако и сега на македонски јазик ми требаат лектори, тогаш нормално уште повеќе тоа за таму. Така да сите тие спомени беа толку вредни, толку убави, што не можев да си дозволам да ги заборавам, а да не ги запишам. Тоа е причината која ме притисна да ги забележам сите тие убави спомени од Германија и да ја кажам која е таа германска култура, која е тоа почитување на националноста. Или не можам да заборавам кога на приредбата директорот на германското училиште покрај другите јазици не поздравува и на македонски јазик. Претходно ме праша господин Лазаревски како се вели, добре дојдовте на македонски јазик. Морав тоа да му го напишам за да ме поздрави таму. Не можам да заборавам дека во нивните извештаи има и мои извештаи од македонскиот учител, нормално тие се напишани на германски јазик, за да остани трага, белег. Не можам да заборавам кога бројни училишта од Германија учествуваа на ликовната колонија во Битола, на ликовното студио овде во Битола и добија од тука назад повратно бројни дипломи кои ги красат училниците, ходниците на тие училишта во Германија. Не можам да ја заборавам ни моментот на моето испраќање од германското училиште, кога ми испратија со најголеми свечаности, со најголеми почести, со присуство на средствата за информирање, со почесна седница на наставничкиот колегиум, со песна, со музика, со пригодни подароци. Наредниот ден во локалната телевизија има објавено прилог за испраќање на учителот од Македонија. Прилогот носеше наслов "Воспитување на децата за толеранција", "Die Kinder zu Toleranz erziehen". Или пак да на точно на толеранцијата. Бидејќи долго време работевте како педагог. Да. И тоа е нешто кое што го одбележува целиот ваш живот, кариерата. Што е она што како треба да се постапува со децата? Ете, можете да направите компарација од тоа време, значи, иако 14 години скоро сте во пензија, но секојдневно комуницирате и со наставниците и со децата. Што е она што го имаше тој период, а сега го нема и обратно? Која таа воспитна магија која што преовладува и што треба да преовладува сега? Воспитната магија, што велиме во тоа време што беше, додека бев јас на работа, па и сега, иако не сум вклучен директно во наставна воспитната работа, сепак не сум настрана и не сум без контакти со просветните работници. Тие се тука постојано околу мене. Морам да истакнам нешто дека детската личност треба да се почитува, да се сакаат децата. Тие се големи психолози и успева да го откријат наставникот внатре во душата, да го прочитаат, дали тој нив ги сака или не ги сака. Ако тие
оформат мислење дека наставникот ги сака, а тоа лесно ќе го прочитаат. Не треба да му нити да му кажувате, нити предавање да му држи, нити да ги убедувате. Тие по погледот, по вашите едноставни постапки ќе ве прочитаат. Со ними можете да бидете вајар. Такви вајари имаше и тогаш. И во училиштето во село Бач, и во училиштето во Гоце Делчев, и во Стив Наумов, а имаше и кај нас, и таму додека бев, да речем, во Германија. А имаше, и за жал и се уште има, кои таа работа некако потешко му оди, потешко можат да се снајдат, потешко можат да се отворат кон учениците. Велам, ако ученикот ве засака, вие можете од него да ја вајате неговата личност, да го обликувате како вие сакате, тој вас ќе ве следи, вие сте неговиот пример. И не случајно го спомнав на прегица кога рекол, ако не се поделат наставниците помеѓу македонци, албанци или другите, ако децата гледат дека овие наставници се заедно, нема проблем, тие ќе бидат заедно, тие никогаш нема да ви се поделат. А ако го свртите грбот како наставници едни со други, тогаш и детата така ќе ви се однесуваат. Истото е и со учениците. Ако наставникот гледа да го заврши часот, па се ова дали знаело или не знаело, без да му се обрне внимание. Многу е битно пофалбата, да го поттикнете, да го охрабрите. Кај детата се случуваат грешки од невнимание, од незнаење. Тоа е младо, невешто и секако дека ќе направи, ќе сгреши. Ако знае, нема да оди на училиште, пошто не знае, му е потребна помош. Затоа мора да го поттикнете, мора да имате разбирање и широко срце, широко како Дунав, широко како море, шиrini што вели Рацин, срце шиrini широко, длабини длабоко да може целиот свет да го збере, па да ја завие гради малечко. Такво срце треба да има и учителот, дали ќе го викаем учител, дали наставник, најмалку е битно. Треба да се сакаат, да се почитуваат, а и мора да се земам за право како педагог, да се почитуваат и колегите. Ако колегата свати дека јас како педагог го почитувам, тој ќе ми се довери и сите тајни ќе ми ги каже. А јас тоа го барам, за да можам да му помогнам. Тогаш користа е обострана. И јас сум ја завршил работата како педагог, а и за него е корисно. Меѓутоа, некои тајни мораат да останат закопани за секогаш. Наставникот во својата работа можно и да сгреши, али затоа педагогот е тука да ја поправи состојбата и сите велам тие корекции, тие сознанија да останат исклучиво меѓу педагогот и наставникот. Така се стекнува довербата. Јас морам да кажам дека бев задоволен од својата работа, што ми веруваа наставниците. Бев во состојба со секого да разговарам по секоја тема, и во Гоце Делчев, и во Стив Наумов, и во Германија, и во Бач. Никој не ми го сврте грбот никогаш и никаде, ниту пак сега. Иако сум во пензија, пак се среќавам со наставниците, пак радо разговараме на многу теми. Да се навратиме на вашите досега објавени трудови. Монографијата 50 години Основното училиште Гоце Делчев, 55 години на Основното училиште Стив Наумов, Македонска православна црковна општина Свети Кирил и Методи во Штутгарт, монографијата за битолското село Кравари, монографијата за Бач, македонско-моштенска населба, Дедо Колје Добровенска, Мариовско, Лерински војвода, исчезнати раселени населби во општина Новаци. И 40 години настава на македонски јазик во Битола и Битолско од 44 до 84 година. Што ве натера за вака педантно да ги соберете сите податоци околу овие места, кои што на некој начин одиграле важна улога нивниот развој и развиток на македонската културна, научна, национална сцена? Што е она што ве натера педантно вака да ги соберете сите овие податоци, да ги сместите во книги, кои што во иднина и сега на многу ликови кои што истражуваат, можат да им се најдат и да добијат информации кои што може да ги најдат единствено во овие книги. Точно е, тој пат на научно-истражувачката работа е тежок, да речем трновит, е исполнет со многу труд и со многу работа, но и многу одговорност пред историјата и
тука не се дозволени, што велиме, произволности. Во уметничката литература човек може да си дозволи, некој настан да го прикаже или да го обликува по своја желба. А во научно-истражувачката работа тоа не е дозволено. Секогаш предизвик ми беше, сега кога ќе се сетам за првата таа книга, кога почнеме 40 години ставата на македонски јазик со колегата Спасе Медаровски, тогаш се организираа бројни симпозиуми посветени на образованието. Педагошкото друштво на Македонија ја организираше. Ние се јавувавме тука како научни работници со такви содржини. Потоа свативме дека тоа треба да го обликуваме во еден посериозен труд. Потоа помогна да се вклучи во работата и други, да речем по повод 40 годишнината од наставата на македонски јазик, се вклучија и други колеги и така се оформи таа книга како заеднички труд. Меѓутоа, сега веќе пред 2 години имаме 70 години од наставата на македонски јазик. И скоро сите автори кои настапуваја на тој собир ја користеа таа книга што сум ја напишал со колегата Спасе Медаровски пред толку години, пред 30 години да речем што сум ја напишал. А пак, ако и сега погледнеме од друг аспект, ако се сетиме на селата Бач, овие другите монографски трудови што ги имам, па за селото Бач ќе останеше непознато многу нешто и за моштените, ако не излезеше монографијата за селото Бач. Иста таква е и состојбата за селото Кравари. Еден огромен период на развиток од една мала населба низ историското минато обстојувала векови цели па до денешни дни. Или пак во книгата Исчезнати населби таму и раселени, таму се опфатени населбите кои исчезнале, за селото Букри, дали селото Чегел, дали Сович, полно податоци и значајни личности кои значеле за нашето време и кои ден денеска значат за нашата култура и историја. И ќе беше, ми се чини, голема штета ако тоа не остане запишано. А точно, јас сум определен за тој крај, јас сум тамошен, јас сум роден во Бач. И не можам да дозволам да заминам на тој свет, а да не оставам никаква трага за овие села, барем докај што можам. Јас сум таму роден. Таму јас ги знам сите случувања што поминале. И тука сум најсигурен и во барањето на вистината, во откривањето и во трагањето на податоците, во средувањето, во облекувањето на многу нешта. И затоа претежно сум таму определен за тој крај, да речем. Еве сега тоа што го работам за селото Гермијан, па за Живено, понатаму Добровени, тука и војводата Дедоколо Добровенски. Да вистина, чисто ќе беше една голема штета за нашата национална историја, ако не го светлевме ликот на еден Дедоколо Добровенски, кој целиот живот се боел за слобода, сега во тоа време бил неписмен, меѓутоа бил храбар, имал идеја, ги жртвувал и двата синови, свесно, да се разбереме, не станува збор за грешка или случајно убиени. Свесно ги жртвува двата своји синови во борбата за слобода на македонскиот народ. Што зарем не е штета тие работи да останат незабележани? Тоа е трагедијата за нашата историја, ако не го забележиме. Тоа ме мотивира, а инаку ништо друго посебно. Тоа ме храни, тоа ми прави посебно задоволство. И во сето тоа морам дискретно да напоменам дека добивам подршка во сето тоа од моето семејство, синот, снаата, внуците. Тие секогаш се покрај ми ни помагаат во тоа. А морам да кажам дека тука е помошта и од Македонското научно друштво, од телевизиите кои секогаш на одредени настани знаат да реагираат, знаат да ги одбележат, да ги презентираат и така. Ете, тоа е на еден начин дел од мојот живот. Тоа сум јас. Се родив во Кралска Југославија, растев и работев во Социјалистичка република Македонија. Еве ме сега последните 25 години работам, творам во независна република Македонија. Во овој период многу нешта, што велиме, се промениле. Македонија минала и се уште врви низ бројни искушенија. Но вие сте млади и иднината ви припаѓа вам. Затоа бидете генерација која светот ќе го гради со љубов. Направете свет возвишен од вашите желби,
Направете свет без граници и делби. Борете се за разбирање и почитување на луѓето без разлика на вера, нација, јазик и боја на кожата. Направете звездени патеки на сите страни, подадете раце едни на други, направете бескрајни пруги, за да ги премостите сите реки и мориња, направете мостови, за по нив да врват сите добри луѓе. Да сте ми живи и здрави. Ви благодарам на поканата да бидам дел од вашата емисија и се чувствувам среќен ете што можам да дадам прилог за вашата телевизија. Почитувани, го следевте најновото издание на емисијата Кирилица. Следете не и следната недела.